томина недела црквата не повикува да останеме во радоста на воскресението. Денес не зборуваме за празен гроб, туку за средба меѓу Исус и неговите исплашени ученици, затворени зад врата, исполнети со страв и сомнежи. Затворени во нивните мисли, поминуваат бројни неодговорени прашања. Што навистина се случи со Исус? Марија Магдалена, Петар и Иван веќе беа на гробот и се уверија дека е празен. Да, гробот е празен, но каде е Исус, нивниот учител? Надвор јудејците можеби ги бараат за да ги убијат, бидејќи веќе низ градот кружи лагата дека учениците го украле Исуса од гроб. Во нив е навлезен длабок страв за нивната иднина. Тие се вознемирени за тоа што ќе биде со нив. И токму тогаш Исус влегува преку затворената врата и им дарува она што најмногу им недостасува. И им вели мир вам. Токму овој дар Исус го нуди и денес. Влегува во нашите исплашени срца, гледајќи ги нашите стравови, сомнежи, болки, страдања. Влегува и покрај нашите затворени срца. И не бара никакво објаснување, не поставува никакви услови. Едноставно ни дарува мир. Тома, оној што не беше со апостолите, што недостасуваше, се враќа повторно кај своите браќа апостоли. Носи со себе и недоверба, желба за допир, за доказ, но и нему Исус му излегува во пресред, му дозволува да ги допре раните, да ја почувствува реалноста на воскресението. И Исус ништо не наметнува, сето тоа го прави од љубов. Преку оваа средба Господ и нас не охрабрува да не се плашиме од нашите сомнежи во верата и да не се затвараме во нив. Тома успеа да го види и искуси воскреснатиот, затоа што се врати во заедништво на црквата. Без заедништвото, верата слабееше, сомнежот растеше. Денес, кога толку едноставно знаеме да побегнеме од црквата, Господ нешто не повикува да се вратиме во заедништвото, каде што Тој постојано ни доаѓа во пресред, не допира, не воскреснува. Да го повториме извикот на Тома: Господ мој и Бог мој. Да дозволиме Христовото воскресение да ја растера секоја теднина во нас и секој сомнеж и да ни го подари мирот што светот не може да го даде, а за кој копнаат нашите срца. А тој мир го дава само Христос, искусувајќи го неговото воскресение.